Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Добро вечер на сите гледачи, као прво да познавам гледачите на Битола, на Ресен, на Струга, на Охрид, на Кичево, разбрав дека и таму не гледале, и сега дека ќе гледат телевизија. И еден специјален поздрав до сите други гледачи, што не може да ја фатат телевизија тера, али зато не гледат на YouTube широм целиот свет. Значи, како што разбрав, македонците не гледат и во Австралија, и во Америка, и во Канада, и во Нов Зеланд, нашето другарче едно има таму, не поздравува стално. Во Европа, во Шведска, во Германија, во Италија, во Франција другарите мои ме гледат. Значи, поздрав до сите гледачи на ток шоу Паљо. Мислам дека е ова 20-та или 21-та емисија по ред. И вечерава имаме, значи, многу еден специјален гостин. Многу ми е чест и мило ми е што успеа да најде време за да дојде во ток шоу Паљо, пошто гостинот живее во Шведска, али еве моментално така се погоди некако. Имавме среќа, се најдовме на улица и договоривме да ни биде гостин вечерва во ток шоу Паљо. Долго време гледачите бараја да се направи една вистинска емисија за бодибилдинг. Пошто имав гости од различни бранши, од различни занимања и професии, значи, а цело време гледачите значи, ми зборуваја за тоа дека јас сум билдер цел живот и дека имам фитнес клуб, а немам направено и на така, значи, со да биде вистинска бодибилдинг емисија за во која што може да се спомне и за искана, и за тренинг, и за се. Значи, поарен гостин од овој, Амин, најуспешниот македонец на сите времења, јас го прогласувам, а и прогласен е и од други луѓе, пошто е единствениот македонски професионалец, што има такмичење на вистински професионални такмичења, има освоено многу места, од кои највисокото место му е 5-то место на Гран При во Норт Каролина. Значи, вечерава гостин ни е Оливер Аџиевски од Битола, наше битолчанче. Добро ни дојде во емисијата. Добро те најдов. Ток шоу Паљо. Благодарам за поканата. И сега, значи, да не одиме наеднаш, да си почнеме од почеток, што веат старите. Значи, да ни објасниш кога прв пат ти се роди љубовта за бодибилдингот, кога виде прв пат билдери. Сите знаеме дека порано вежбавме по визби, како се криевме ко пантери, па швајцовавме, па тебе правевме од чименто, од оние маслата и на Делта TLX, кои памтиш. Еден тек беше 70 кила, со него и бицепс, и гради, и рамо се прави. И са тоа да ни објасниш маце кога прв пат ти се јави желба, как видиш, овиде, како види. Прв пат се јави желба кога видов направарот во Партизан, во киното Партизан, да. 1987 година. Сеќавам, беше на сабота беше, така претпладне, и слушнавме дека ќе има натпревар во Партизан и дека ќе идат сите билдери од Битола. И тоа беше после долга пауза од 10 години, немаше натпревари. Мислам, од 77 до 87 не постоеше ни сојуз за бодибилдинг во Македонија. Не. Немаше натпревари и ова беше како бомба некоја. Беше така, беше најавено како за популаризација на спортот во Битола и се одржа натпреварот и беше слободен беше влезот. И знам дека од имаше многу голем интерес, вратите ги искршија во киното Партизан и дека колку имаше луѓе натре, толку имаше луѓе и надвор, што не можат да влезат. И јас прв пат тоаш во мојот живот наживо видов билдери. Излегоја може, не знам сега дали да не претера, може 20, преку 20 билдери излегоја на бина. И тогаш тие легенди беа во Битола. Значи, од тебе, Паљото, Ноки, Жаре, Ферзи, Раде, мислам, излезе Златко, не знам дали, Тони, Лапе, Джемсо излезе. Джемсо исто излезе. Ѓуцо излезе. Позика што беше замина во Канада. Пенчо со градите, што мрдаше Пенчо тангаранга. излезе и не знам сега, не секам на сите, али тоа беше
реакцијата на публиката беше нешто досега што го немам видено, значи стварно во овие години тоа беше нешто Да се шлукава еуфорија, се фантастично, паѓа. значи еуфорија и формата на За тоа време, за тоа време и треба да се спомни дека за во еден град, кога битува значи 20 такмичари на едно такмичење, Општинско. на општинско, значи во еден град, не во република, не во држава, во еден град, тоа е нешто за чудење, значи поздравување за чудење. Тој Петар Челик се чудеше, вели, цела Југославија му свртено, ма Битола ми е некако град на билдерите. Да, и кога ги видов значи тие сите билдери на Бинес, тоаш бев 15 години и може имав 57 кила. И одма значи се роди жеба да и јас изгледам така како тие таму, како Така. вас што бевте на Бина. Победи Срди Жарко, победе. Не знам кога беше натаму растот, али Втор бев јас, добро. ја чувам дипломата. Добро, да, видов на зидо. И одма со што другиот ден почнав, значи набавивме таму со другарите некои Реквизити, во тоа време на клупа, зупчаници. на клупа и еден тек, со шечети од цименто и се почна да се тренира, значи. Од тогаш после ги пратев сите такмичења, сите надпревари во Битола и во Македонија и почна да се тренира, почна полека, значи да идат првите резултати и значи тоа беше почеток. 1900 после мене година, значи 88, излегов за прв пат во Битола на такмичење во Домот на културата за атлета на Битола. Во дома се правиш. Да, тоа имав 63 кила. Ама одма соседи сите зборува дека имаш генетика, дека атлетска градба, дека Да, талентиран си. добра фигура, али недоволно маса. И знам Како и и сите тогаш имавме недоволно маса. Добро, вие пак, например, ти имаше 77 кила, пак Да. вие бевте со 15 кила од мене потешки сите скоро. Добро, бевте и малце постари. Јас имам Така. тоа 16 години, али Да. и од тебе и од сите ми веревте добар си, али маса треба поеќе. Јас ќе речев што треба за што да маса. Ева, поеќе да јадиш. Поќе протеини. Поеќе протеини. И така, значи тоа беше прво такмичење и после 90-та година со тебе кога се сунчавме на Пелисер, ако се сеќаваш. Да. Со фичето што одеше 140, 850. 150, фичето бело. Таа година ти победе во сениори, јас победив во јуниори. Тоа ми беше прва победа, 90-та година во Битола, значи на атлета на Битола. 91-та победив во минус 70 кила. Така. Исто беше такмичењето во Битола, републичко во тоа време. Уште не беше Македонија самостална. И тоа ми беше такмичење последно, значи во тогаш во тој период во Македонија и 92 година. Тоа ќе баше кога правевме мувет, јас кога ти велев дека поголема волја немам видено кај никој досега, како кај тебе ше видов волја, пожртвованост, навреме, значи јадење навреме, тренирање навреме, се, значи то досега го нема видено. Јас ти реков за ако сакаш да успеш, мора да заминиш на странство. Јаве сами дават знак од режијата, значи ќе се вратиме со заминувањето во странство, после клип Чакисо. Дај ми стотка! Ајде, боксер! Маве! Тан! Браво, ајде! Ево се, слечици Као се умори! нема се за пари. Ајде да видиме ти фудбал, дали знаеш да играш. Стотка ќе се слеч. Уште не получи! Чекај, овде мора да има нешто Слаги му скулите и на се јади се блиц да се пушта, мора да има. Гамбел ми. Не, дай ми се. Пара ти. Да. Оди. Ја крена е тарифа да пуши дај 200. Печалче бил. Ќе се вратиме со блиц. Дај 2 денари, дај 5 денари, се дај 10 тарифа. Значи правевме муабет за тоа дека значи мора да се замени негде. Не само бодибилдингот, дали музика, дали било што да си, значи мора да дојдеш во некоја развиена земја. Точно. И после како испадна да замениш, знам Германија замена, па се реши самиот Значи, почна да размислуваш. самиот видов дека условите тогаш во тогаш на Југославија или погасно во Македонија се тие, значи тоа е тие се факти, сега да не критикувам, да не зборам дека беше лошо едно друго. Так. Реално рече дека
не можеше тука да се успеи, значи се условите тогашни што беа овде во нашата држава. И ми стана јасно, уште тогаш 18 години имав, дека ако сакам стварно да успеам и да направам нешто повеќе, кариера, спортот понатаму, дека тоа треба да заминам овде. Ти имаше тоа одено во Канада. Да, 88 во Канада, скоро една година седев. Сото е таму зборавме. Се вратив, ти кажав дека во Торонто да. беше така и така. И гледавме тука часописи, Flex, Muscle Fitness, Sport Avia, од Германија часописот и дека има таму теретани, има услови и се одлучив да напуштам Македонија. Тоа беше 14 февруар 1992, ја напуштив Македонија, заминав за Германија. Почетокот беше многу тежок, значи почнав од нула. Првите месеци не можев да тренирам, затоа што коташе пари таму да се тренира во фитнес центар. Немав ни работа, после по 3 месеци кога најдов работа, кога се работив, кога почнав да заработувам пари, почнав да за прв пат да тренирам во озбилна вистинска теретана, како што кај нас немаше и како што кажаме во часописите, кај нас и тоа беше за мене беше мене сон. И полека со кеф торбичето се спремаше скрпата, се за навежбање. Премно се таму се купив сите работи тие, патики нови, тенерки, се како што имаат другите билдери таму, исто. И почнав да тренирам и таму почнав да контактирам таму со некои германски тренери и така тие вереа дека добар си, али истиот проблем како и во Македонија, маса требаше уште. И покрај тоа што работев во Германија 8 или 10 сати на ден, наоѓа време да тренирам. И полека почнав и да напредувам. Значи повеќе од битола. Мислам дека за тоа е храната пред се во Германија беше поквалитетна. Може таму Поевтина. Поевтина се дозволам повеќе протеини да јадам и теретаната беше подобра и полека почнав и да добивам на маса. После неколку години дојдов тука во битола на одмор. Немаше во тие 2 години надпревар некој над... Имаше Германија е натпревар 95 година. Мислеше дека уште не си доволно спремен. Не бев уште решен да Дали ќе се надпреваруваш или не? така да почнам, значи скроз озбилно да се посветам на спортот и али редовно тренирав и пазев на исхраната и полека напредував, значи може да речам и неспресно да речам. Али немав некој план, некој онај. После кога разбрав тука дека 96-та направивте учење балканско. Да. Во Битола. Во Битола во Домот на културата. Јас бев капитен на репрезентацијата. Добро. И видов некои слики и кога видов на сликите дека тремчарите таму што победија, што беа во топ 3 да речеме, не сум ништо подобри и видов дека Тоа што е инспирација. јас можам, значи не поќе на ниво на Македонија, него и малце на повисоко ниво, значи на балканско да излезам и затоа 98 дојдов не овде него во Румунија и дојдов на трето место во тешка категорија и после во Охрид победив на отвореното куп на Македонија во Охрид и 2000 Тоа во Охрид беше многу спремен тогаш според мене. Не, тоа беше 98 во 2000 година дојдов уште во Охрид. Таму беше балканско првенство. Така. И таму мислам дека ми беше една од недобрите форми во кариерата. Ко навивав јас најпред таа година, така? Да. Ко викав јас кај вие сега Мирко. Се слушаше од цела публика кој викаше паѓото дека оди сега не викате. Не викате Мирко. Тоа беше реалноста, мислам, не е нешто за да се љути некој. Победив таму без сега дали сме го фарање, али формата моја беше Реално јас бев гледав, значи формата беше 4-5 класи подобра од другите натпреварувачи. После немавме во Македонија видено ние таква форма. Мислам до тоа што немавме. Не, тоа ми го рече и Григоровски. Прв пат видовме. Да, Милан од Скопје ми рече дека а исто и судијата од Бугарија што беше Јанис Тачев. Да, Тачев. Рече дека Европски првак. да, ваков човек до сега на Балканот немам видено, значи форма и тогаш почнав да размислувам за професионална лиценца и да се такмичам како професионалец. 2002 година излеов прв пат
на шведското национално првенство, победив во тешка категорија, тоаш прв пат таму ми излегов во Шведска, дотоаш не ме знаеа, бев анонимен таму. Првак на Шведска стана. Одма на првото такмичење победив во тешка и победив во апсолутна категорија. И се чуде овие викинзите, си веат кој е. Не знаеа, напишаја, после имаше со мене интервју во Ти кој што така си часописот. Јас од Не сакаш се бев експонира, стромен си. скромен, од сакаш не ќе да Си кажеш баш многу да па мој да му се слече. победив и тоа беше изненадување и после ме напишаја таму, имаше интервју и ме тавија на насловна стана на нивниот часопис за бодибилдинг и напишаја дека Оливер дојде се појаве од некаде и победе. И после и после напишаја дека да кажеме тука дека рече Оливер не е почетник, не е победе така, значи не Таа слика тренира- не беше вака заставена некаде? Да. Па ми ја имам таа слика од списанието. И треба да кажам, заборав да кажам дека истата година се такмичев и во Солун на НАБА, значи на во другата федерација и тоа на четврто место во светско првенство, значи на четврто место Браво. во НАБА. И после сменав во ИЕБВ, во Шведска и победив. И тогаш ги прашав дали може да добијам професионална лиценца. Ми рекоа дека за да станеш професионалец треба да победиш поголемо такмичење во Шведска, значи едно гран при такмичење, што се одржуваше другата година, значи 2003 во мај месец. За да можеш да добиеш право да за професионална карта. Да преминиш, значи од аматери преминиш во во професионалци. Такмичењето беше во мај месец, на 3 мај 2003. Ја победив уште еднаш мојата класа и победив во апсолутно. И На стана- тој гран при. на Гран При, значи тоа беше отворено Гран При на Скандинавија, се викаше. Имаше такмичари од Норвешка, од Германија, од Шведска, Германија, од од Финска и мислам дека и од балтичките држави имаше. Браво, тоа е огромен успех. Победив. Тесна беше победата, али такмичарот од Данска, кој дојде на второ место, требаше 115 кила, јас имав 94 кила и го победив, реално, и станав професионалец. Таа 2003 година. И Најголемата желба. да, И се оствари. неврана желба, али во истовремено, значи, кој ќе одиш од аматери во професионалци, тоа што исто како да почнуваш од почеток. Значи, толку е, Са сили шопрам, да, значи, толку голема разликата разликата, огромна. квалитет на натуралувач и сите ти работи, што испадна како, значи, јас се сеќавам како исто тогаш како во Битола, што почна 88-ма, значи, пак од нула. Со секајше како 60-70 кила си пак. Така, точно, и отприлike така беше. И требаше, значи, уште поштро да се тренира, уште позбилно. И пак истиот проблем од порано. Поќе Маса. маса. Истиот проблем стално. Мора Поќе маса. Да. Мора да се расте. Пошто не сме атлетичари ние. Еве ми јавувате за живата време е за втор клипчакис. И се враќаме после клипоите. Клипоите ќе бидат баш од ова што се збора, значи од Оливер Аџиевски, неговите успеси, ќе бидат многу интересни. Еве ова е, значи, филмскиот град во Битола, што е направен.
Инаку се снима, филмовите се снимат тука, сериите и сите работи. Гледайте како е направено старски и убаво да изгледа кој што треба. Кажи. Феноменално. И сега, пошто денес, вчера почна Манаки филмскиот фестивал, и еве реков зато на денешен ден, кој почна Манаки 35-тото издание на филмската уметност за Битола, најпознатиот во светот Манаки филмскиот фестивал, решив да дојдам денес и да го снимам нашето филмско градче. Оти Битола единствено во многу работи. 3 оскаровци дојде на 35-тото издание на Манаки. Пак ќе се јавиме во живо. Оти почна да врни. Оти систор одврни. Септември. Чао! Значи сега стигнахме до тоа дека влезе во професионалци и од кога влезе во професионалци сега дали имаше некој календар направено пред тебе, кој ќе биде са првиот натпревар на кој ќе треба да излезеш? Дали ти имаш некој професионален договор со кој те обврзват, ти дават календар тие на кој натпревари мора да излезеш или то не сум баш многу упатен за тие работи? Не, секоја година, значи кон крајот на дали годината. Дали ти следват некои средства, некои спонзори или како професионалец, привилегии, нешто? Спонзори си бараш, значи тоа дека стана професионалец, тоа не значи ништо. Тоа значи само ојде во една класа погоре, например како во втора лига, во прва лига ојде, во фудбалот. Или па од прва лига ојде во Чемпион лига ојде. Во Чемпион лига. И сега тоа не менува ништо. Значи уште повеќе мене ми пак се од тебе зависи. Точно, уште повеќе мене ми донесе нов предизвик и како да речам, значи нови предизвици, значи пак дојдов на нула. Требаше сега пак, значи да се најде спонзор озбилен. Требаше да се патува низ свето. Такмичењата поќе не беа низ Европа и во Шведска, имаше направили, значи беа во Австралија, во Канада, во Нов Зеланд, во Америка и во светот се шета. Така, и сега истовремено кога победив во Шведска 2002, дојде спонзор, озбилен спонзор и потпишавме договор во кој сите патни тоа што си ми беа платени, значи можеше да патувам без проблема, истовремено пред година. Тоа е голема помош. Точно. Значи повеќе специфички нема да се оптеретвар со карти, со колку да правам математика, колку пари картата, колку пари хотело и колку пари таму колата, рента кари, сите работи. И тоа не требаше повеќе да мислам. А истовремено да кажам дека 2001 добив и шведско државенство, шведски пасош и ми ги отвори вратите во целиот свет. Значи со пасошот македонски јас не можев да патувам нигде тогаш 2001 година. Требаше да се еташе визи. И значи ми се отвори на голема можност, значи на голема перспектива. Значи сонот порано од почетокот, полека дете што правевме му почна да се стварува, значи добив и пасош, добив и спонзор, добив и професионална карта и се најдеш во оние списанијата што ние гледавме што со мно. Точно и баш тоа Жарко еднаш со него се најдов рече порано рече гледавме билдери рече други, рече во часописи, сега рече те гледам тебе рече во американски рече Masters Fitness и рече си правиме рече моето како ништо да не е, така како обично нормално. Јас порано си мислам дека ако дојдеш во таков часописи тоа е крај, значи готово, тоа е значи круна на цела кариера. Цела кариера. И така, значи, и благодарение на спортот, значи на бодибилдингот, успеав да прошетам цел свет. Што е многу убава работа. Да. И не само тоа, туку како што ми рече еден пријател во Шведска, не рече така, туку рече го прошета целиот свет во такмичарска форма. Како Ферари, а не како Фичо. Да се разбериме, значи се патува низ светот, али се патува спремен такмичарски во форма. Значи уште поголемо доживување. Таму гледав слики по улица, кај што те станува, кај што те сликае, кај што... По улица, досега најголем впечаток беше во Нью Йорк, кога бевме, не знам, имам одено се ова да не спомнам дека се фалам, али имам одено може... Кажуваш реално те работи, патувањето, фактите. Имам одено на 10 пати во Нью Йорк досега.
И еднаш таму кога бевме, на аеродромот се стигнавме, дојде еден полицаец и почна да прашува некои основни прашања, че сакаше од мене да слуша некои совети. И полека почна од еден, уште еден, и собраа може 15 полицајци се собраа наеднаш таму. Зовеш бањето зло. И сите слушаја. Сите слушаја како деца мали, јас таму како некој професор му бев. И сега на другите луѓе таму што врвеја, значи на паниците му стана нешто, сега што има сега толку тука полиција, изборува тука со овој билдер, со човекот тука. Некој терорист. Точно. Али гледам дека збораме, мислам, пријателски муавет се прави тука. И се собра еден куп луѓе, да се речам таму, се блокира, цел таму терминал се блокира. И таму еден од полицајците рече дека не може рече поќе вака рече тука рече ова рече станеше премногу рече, додиме рече малце рече Јавно место. настанеше да се тргниме да збораме. И поставуваат луѓето разни прашања, значи што треба за ова, што треба да јадам то, едно друго. Значи има голем респект кон спортот во Америка, исто како што е кај нас. Значи те гледаат со скроз други очи, те гледаат како некој спортист, како некој идол. И тоа Како човек што има многу работено, има мачено нешто да постигне. Го респектираат тоа што Го респектира тоа, го цени. што се поминал, значи го гледаат тоа како голем успех. Го гледаат. Има и други случаи, например, и во Канада и во Австралија, значи идат луѓе, значи специфично во Америка, значи кога ќе одиш таму на контрола за и на царина и на патошка контрола има голема контрола, значи строго многу. И се гледа уште кога ќе те видат таму на царина дека одма се сменува, значи односот, значи одма од строго, одма омекнува. Дека си спортиста, дека си паметен човек. Така, и одма гледаш значи дека имаш друг третман, значи не е како другите луѓе што беа пред тебе таму што ги контролираат, туку одма кон тебе се однесува попријатно, да речам Пошто спортист, тој е паметен човек, не може да е некој. Точно, значи одма гледаш дека имаш друг третман, имаш привилегија како некој дипломат таму те гледаат и ти ги сфатуваат сите тие таму процедури, значи гледаат да ти олеснат таму. И тоа се гледа, значи дека овде стварно имаш респект имаш овде. После од кога влезе професионалци, кој ти беше првиот надпревар? Првиот надпревар беше во Унгарија 2004 година, дојдов на 14-то место дојдов. Значи јас бев научен на први, втори места, на четврти места и сега Ти падна чудно. Не, јас бев спремен на тоа. Јас знаев дека ова е друга конкуренција, ова е како значи Ова е страшно нешто. друга планета, значи нема споредба, нема тоа е исто како споредба што тука Периса, речеме за фудбалот со Челси, со Бајерн Мюнхен. со Бајерн Мюнхен. Таа беше разликата. Ништо, значи пак што реков исто проблем, значи маса требаше и тогаш стапи во контакт со светски стручњаци и тие рекла сите дека имаш добра фигура, се имаш се супер, али ти треба големина уште. Ама ти си викендица, треба да бидеш зграда. Така не. Во тој случај дека. И после кој ти беа, значи успесите во професионалниот бодибилдинг, па како успе да се сетниш со Мило Шарчев, сите знаеме дека тој е опасен професионалец и нутрицист, како успе да се запознаеш со него, колку тој влијаеше на твоите припреми? Сега ќе видиме. Ајде, фудбал знаете да играте? Еле! Манаки, и ние снимаме еден краткометражен филм за Манаки. Реалноста на Манакиот и Емил Костурица само со ѓупци прави филм. Еви јас најдов и ќе снимам филм долго, краткометражен, за да добијаме на награда. Еве ги. Ајде, мастер бокс. Јас сум моментално Емил Костурица. Снимам филм не пред дождо, во време за дождо снимаме филм. Sabe,
forma perreo, fíjate tu cara con la verdad, si tú no sabes te lo puedo enseñar, tú que haces no, aquí pataré, si lo acabo mene, si sei ok, saca já me come che já ne passo pure, visto lavorate, isce da baia, ama pumba paia, ciao, isce da paia, Bravo! Se vraćame! Aj pas sveti, vidi ko sad. Ale ne mi se. Светливо банани. Светли му бананите, ама празни са ги излапа некој. Пак ќе се вратиме после рекламите и паузата во Манаки. Значи стигнавме до професионалниот бодибилдинг. Иначе прашањето беше кој беше редоследот кој ти бе успесите професионални бодибилдинг, како се запознаеш со Милош Арчев, колку тој делуваше на твојата форма, ти сите знаеме дека тој е еден од најдобрите за како тренер и за нутрицисти за тренинг. Милош Арчев е најуспешниот бодибилдер, да речем, од Југославија или од целиот Балкан. И како таков е исто и најдобар тренер и нутриционист и можам да речем дека е доктор за бодибилдинг и Изискано. се што има, значи, Во врска со бодибилдинг. со бодибилдингот и е човек кој гори за овој спорт, со кој може да се зборува не знам колку дена исто сите теми да се поминат сите теми кои се поврзани со бодибилдингот и никогаш да не се умори и никогаш да рече доста е сега, не можам поќе. Него запознат во Лос Анџелес 2009 година пред такмичењето Ironman, одев кај него во теретаната. 5 дена пред такмичењето ми даде некои совети од него и значи за неколку дена успеав да гледам досега во мојата една од најдобрите форми во мојата кариера и дојдов на 12-то место на Ironman. Тоа такмичење трето такмичење беше по големина. На планетата. После Мис Олимпија и Арнолд Класик беше Ironman. Трето. Рангирано како трето најјако такмичење во Светот, професионална конкуренција. Значи од 36 такмичари дојдов на 12-то место. Победи луѓе што тежеа над 120-130 кила. Тоа е огромен успех. Со моите 97 кила, значи откога влегов во професионалци успеав да добиам уште 50 кила маса, чиста маса и да речам дека реално на Ironman такмичењето можеше да дојдам и до од 5-то место до 7-8 тука негде. Епа не може одма, значи од првиот пат на Немаш уште авторитет ке судите. точно, не те познаваат, значи тоа Не те познаваат уште. негативна страна на Тоа овој не е спорт, правилно според мен. што има голема Суди политика. тоа што гледаш. Точно, голема политика, али игра голема улога од Кајси, кој ти е спонзор, колку пати си имаш напреварувано и кој те познава од судите. Тоа е жалосно, мислам, тоа да се каже ли, тоа е факта, тоа е тоа. А треба да е правилно, тоа што гледаш суди, Сигурно, ништо да не те интересира друго. Објективно судење, али тоа е таков спорт што има 7, 8, 9 судии и секој суди различно. Значи пак голема политика, големи интереси, големи пари и тоа е тоа. Значи најголемиот успех после тоа ти беше после Ironman. Ironman ми беше успех, значи да речам 12-то место. Не само не дека 12-то место кој ќе слуша некој ќе рече 12-то место не е ништо, али е 36 Како не? 36 такмичари. Нека ги видат како изгледа тие. Точно. Сите 35-6, нека Да. сите нека ги видат Да, како изгледат. да. И 36-тиот нека застанат до него. Да. Инаку мислам и тоа баш дека беше во Лос Анџелес, дека прв пат со Милош Арчев контакт и дека се виде на мене за толку кратко време колку успеавме да формата да ја подобриме со негова помош. Значи пак видам со негова Да се помош подобри и формата. голема благодарност кон него. После 2012 година
најголем успех, значи најдобро пласирано, значи најдобро пласман беше пето место, значи финале, прв пат финале дојдов до такмичење професионално. Значи прв пат, значи што веревме ние, не ми збркаја одма. На предизборот за Бајле. Е така. Не ми збркаја одма, го Позавија со мене. Ме остави вече. Ко рекоја, Брчка да се поздрави со судите. И му река, оди да влекува и право пријатно. Значи прв пат откако почнав да се натпреварувам како професионалец, почувствував, значи, атмосферата во едно финале и беше на, да речам, едно големо доживување, значи, еден голем успех, како една Осети дека неговиот успех го постигна. потврда, значи, дека ова... Со трудот. Така, трудот, значи, една потврда или едно признание дека ова што сме правили сите овие години назад, значи, донесени резултати, дека имам некоја вредност, значи, дека не е џабе, како што вика нас, џабе лупа и на крај ништо, дека Џабе. дека не е џабе, дека значи дека имам Џабе е кој ќе лупат раки и нешто цигари. Слани него ќе стечи од брсното фр. И тоа беше досега најдобар пласман, а крайната цел, значи мојот сон е да учествувам на Мистер Олимпија. Така. За тоа треба да дојдам од прво до пето место на Имаш време, јас мислам. некој, да, на некој Гран При и истото го мисли и Милош Арчев и јас и сите околу мене дека Поти сега границата на бодибилдингот е многу поместена. Порано на 35 години се пензионира, са 50 години уште излегват Сега на како 50 пантери гајле нема онде. сега на 50 години се значи подобри. Подобри. И мислам дека Доволно е таму и што се вели да учествуваш. да, тоа Само е да излезеш наби да се точно наредиш тоа и Мистер Олимпија да пиши зад мене. тоа е значи тоа е крајната цел да дојдам до таму, да дојдам во Лас Вегас како такмичар, не како гледач, како да сум публиката, тоа можам да Кога сакаш. кога сакам, али му реков на сите, му реков дома и на фамилијата и на мојата сопруга, му реков дека ќе одиме во Лас Вегас како такмичари, не како публика. Така. И работам на тоа и мислам дека Ќе се успееш. сум сигурен дека еден ден таму ќе стапнам. Со стажот што го имаш, со што имаш Точно. освоено место, со Само имаш и со моја искуство, знаење. со искуство и плюс го имаш Милош Арчев тука. точно и со моето тело, Да. даже ми Со предиспозициите што со си имаш. мојата генетика. Тоа е крајната цел, на тоа работам и не знам, не можам точно да кажам кога ќе би тоа, али мислам дека еден ден ќе таму Ќе се застанам. наредиш таму и ќе гледаме Таму сите. и ќе речам дека еве од една визба од Битола, од Петварати, од еден тек, од една клупа, од ништо, од 59 Еве кила. сега јас значи никогаш неам гледано Мистер Олимпија во живот. И си велам, тоа ми е глајно на списокот на работи што мора да ги направам пред да умрам, да си заминам Пред горе да во рајо и да таму да пензија. направам теретана. И сите што се умрените билдери горе да вежбат. И значи еве се пошто ти ми кажа за ова, ќе го остам тоа. Таа Мистер Олимпија да ја гледам кога имаме наш човек таму, македонеците од Битола и ќе дојдам со тебе тогаш. И тогаш ќе гледам Мистер Олимпија. Не секи, Джоле, не секи. Еве ние тие како вежбат, со пиват. Немало грчка музика во Битола, немало. La viziancita megala. Джоле! Од ДБК. Не сум од ДБК, јас сум. Од ДБК. Како што кажав,
твој сон е да виш како такмичар, мој сон е да дојдам и да гледам. Значи тоа ќе го искористам, кога ќе бидиш ти таму, тогаш ќе дојдам да гледам и ќе ми биде дупло задоволството. Јас ќе дојдам сотоа, мора да дојдам. И сега не остануше многу од емисијата, да направиме така еден заклучок, да ни кажеш некои интересни случки од Битола, од бивша Југославија, со некои интересни луѓе, набина, задбина. Се сеќаваме ние двата на многу случаи. Например, за Ферзи. Ферзи Насиповски, да го поздравим, беше многу добар такмичар и многу ведра особа. Кој му рече Ноки за мускули, ќе ајш овес. И овој што му рече. Ферзи имаше исто проблеми како аз што ги имав. Значи, му треба, добро беше граден, имаше добра дефиниција, али му требаше повеќе малку маса на Ферзи. И Ноки во тоа време како поискусен Харистанов Нове Ноки, како поискусен билдер, беше дека треба да почне да има се овес. Ферзи дојде кај мене и ми вели, абе, Ноки рече да дам овес. Абе, ше не сум гуда повез да ја. Овес да го лабите во фрлеа, Во тоа време ние не знаевме, не бевме упатени, значи немаше да каже, а тоа што Ноки беше малце поискусен беше у нас и постар да речам и затоа и И знаме наш друг пат пред Отекс. Бевме берели, таму се беревме пред Отекс стално, сегашен феймус тој кафиче на Кјошошо е, Каршепинал. И Ферзи иди, цели облечен во долги раке, а не беше баш ладно времето. Шо Ферзи, што се криеш вака? И тој на сато покажува. Ке се видиме во мај. И јас мовам Ферзи, јуни сме. Шо има везе? Очо беше на диета, ги поврга месеците. И после имаше една друга интересна случка, не знам ти дали знаеш кој да е Шпицо и Миша, кој не знам кој бе, и Миле Црнио, не знам кој бе, кога мереа Стифнауму споменико, колка бе во раката. Не знам. И тоа одамна беше. Оле што стои вака кај со офицерски. Да. И го гледале споменико, мораш замисли тоа да се направиме еден ден вежбе, тока. И он ли почека ќе за метро да видам и го мереа спомеников оли стоите во рацете во нозете, колку е тој колку може да е 80 сантиметри споменик. И така интересни случаи имаш и тоа за позирањето кога се сеќаваш Ферзи. Набина. Набина кој излезе. Јас се сеќавам на базен горе во Добледжик, значи таму одевме таму да се сунчаме пред такмичењата и се береа таму лидери, значи ти идеше, Ноки идеше, Жар идеше, Сони идеше и сите други таму лидерите каја се горе од Мажрамале. И не знам сега кој беше, дали беше Пенчо или не знам кој таму, исто дојде со метро, дојде. Али дошол, јас не бев таму, слушнав, не знам кој кажа, дали ти кажа ли други не кажа дека дојде Пенчо рече со метро. И сите што велеа дека му биде раката 45, 46, кој излезе на крајот, по 5 сантиметри помалце. По 5 сантиметри помалце на сите. И сите лажеа. Сите кажуваја. Повеќе а најако беше, не знам ти дали знаеш, Ноки кому сече на метрото 5 сантиметри. И ми вели мене, бе ти мери ме. Во метрото ти мери. Мисля никој не обраќа внимание дека ги нема тие 5 сантиметри. И го вртеше од таа страна да мериш. Ти би од едната страна почуваш од еден, ако обреватиш и од другата страна почуваш од еден. И сега тоа сеченото ставно го вртеше на крајот и до страна. Бе, 45 ми е рака. Уште колку време остана? Тамаму ше 3 минути. Значи, многу ми е мило што беше гостен вечерва, ама мислам дека малце една емисија, ќе треба да направиме кратко. Имаме многу големи спомени од тоа, значи од тие многу спомени од тие времена. крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години во Битола и воопшто во Македонија. И тие сите патувања од Битола со автобусот, возот, Југославија, Гораш, Джека не одевме сега. така. По такмичења по автобуси, по смешки, Автобуси, значи ќе направиме и втор дел, значи со Оливер Аџиевски емисија, наредниот пат, наредното лето кога ќе дадиш, не знам. Зависи. Мислам дека нема да треба да чекаме до, мислам дека ќе бидам малку побрзо. Следниот пат кога ќе дадиш ќе си направиме уште една емисија, втор дел, за да се докажат сите хумористични од има еден куп таму во Жбуно. Има да се зборува многу. Има да се зборува многу. Значи, голема благодарност, многу ми е мило што дојдеше да прифати поканата. Нема проблем. До Оливер Аџиевски, најуспешниот бодибилдер македонски и единствениот професионалец, ако не се лажам.
може да има некој друг. Цветко Стоменовски исто се Цветко Стоменовски. колегата кој е од Да. Скопје, иначе живее во Берлин. Да, поздрав И- до Цветко. Имаме добри контакти со него. Исто. Така. И поздрав до, значи голем поздрав до сите гледачи што ја гледаат телевизија Тела и ток шоу Паљо. Во сите градови кај што се фаќа телевизија Тела, во Кичево, во Охрид, во Струга, во Битола се разбира, поздрав до Прилеп и поздрав до Демир Хисар од 10 љута да ги поздравувам. И поздрав до сите гледачи во свето, македонци, наши, без разлика дали се македонци или не, што гледаат ток шоу Паљо на YouTube по целиот свет. Се гледаме повторно во наредната емисија Ток шоу Паљо. Goodbye и bye-bye. Фала ти едно. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.